Општина Карпош ги побара документите од собствениците на двата угостителски објекти кои од дел од граѓаните беа посочени дека пуштаат гласна музика и го нарушуваат мирот, а собствениците пак тврдат дека работат според законот и дека досега ниту еднаш не добиле казна или опомена од инспекциите или полицијата кога ги проверувале нивните објекти. Од општина Карпош вела дека се во постојана координација со полицијата и дека на терен се заедно со општинскиот инспектор за животна средина. Овластениот инспектор за животна средина од општина Карпош веднаш излезе на увид на лице место до двата посочени објекти и согласно законските прописи доставена им е покана на собствениците за доставување на целосната документација за објектите, според која може да се започне инспекциска постапка. Иван Стоилов изнајмува еден од објектите веќе неколку месеци и тврди дека ниту еднаш досега не бил казнет поради кршење на закон. Најостро да ги осудам таквите невистини и клевети, не посетуваат по пријави и од полициска станица Карпош и од општинските инспекции. Никој пат не е утврдена неправилност. Ова е голем удар за нас како угостители, кои што сакаме да бидеме дел од оваа заедница, да вакви клевети насочат према нас. Жителите на неколку стамбени згради на улицата Никола Русински во населбата Карпош 3 тврдат дека во два угостителски објекти има гласна музика и по истекот на законското работно време, бучава и караници. Од МВР пак соопштија дека била примена пријава од граѓани, а тим од полициската станица Карпош извршил увид, но немало никаков основ за да се изрече било каква казна.